Добар ден на сите. Во името на претседателката на Комисијата за хартија од вредност Нора Алити и од името на сите ангажирани и вработени во Комисијата за хартија од вредност, го поздравувам овој настан и преку активностите кои Комисијата за хартија од вредност во континуитет веќе 20 и повеќе години ги врши, искрено и практично го поддржуваме дуалното образование во нашата земја. Ако и нешто значи, уште од самиот почеток, како да Комисијата препознала потреба од дуално образование и поддршка на младите за финансиско описменување во нашата земја, преку организирање на две обуки кои веќе имаат традиција, да кажам, долгогодишна. Тоа се обуките за брокери, односно за работа со хартија од вредност, и обуката за инвестициски советници. Имајќи ги предвид апетитите на младите и потребата од финансиско и доусовршување и до описменување, едукацијата на Комисијата за хартија од вредност воопшто не е застаната натаму. Напротив, преку исклучително богата палета на едукативни активности, ја продолжуваме во континуитет таа наша активност и не за друго, поддржувајќи ги и напорите на АБИТ како академија, која е веќе препознаена и овде кај нас и надвор. Започнавме соработка и со нив, за да развиеме и со нив една посебна обука, така наречена обука за портфолио менаџери, која веќе успешно се реализира и се очекува да, поздрав до кандидатот, да, и веќе се очекува понатаму да биде и успешно доразвиена и евентуално подобрена. Посебно внимание посветуваме и на посебна така наречена програма за практиканство. Од пред 2 години сочинивме една програма која веќе ја практикуваме, а тоа е отварање на вратите на Комисијата за хартија од вредност за сите потенцијални кандидати кои ќе исполнат посебни услови и ќе дојдат во Комисијата за хартија од вредност на така наречена обука за практиканство. Таа се однесува претежно на студентите од економскиот и правниот факултет, од било кој универзитет кај нас, што значи дека преку посебна програма која им ја нудиме можат да ја следат работата практично, поврзана со пазарот на капитал и хартија од вредност кај нас и преку посебни посети организирани со поддршка на Македонската берза и Централниот депозитар за хартија од вредност, да ги осознаат и практично активностите на самиот пазар на хартија од вредност кај нас. Вклучени сме исто така во креирање на така наречена национална стратегија за финансиска едукација и инклузивност, што значи дека до 2022 година сите релевантни институции на пазарот на капитал во нашата земја ќе бидат вклучени преку поддршка на Кралството Холандија во креирање на таква национална стратегија со која се очекува да се подигне нивото на финансиска едукација и описменетост не само на младите, туку на сите, на целото население кај нас, бидејќи е очигледна потребата од понатамошно разбирање и на банкарскиот и на секој сегмент од финансискиот пазар, вклучително и осигурување, и хартија од вредност, и пензиски фондови, инвестициски фондови и се она што опфаќа еден поширок пазар на капитал. Тука се вклучени и останати едукативни активности на Комисијата, значи организирање на денови на финансиска писменост, заедно со Министерството за финансии, Народната банка и останатите регулаторни институции, каде што исто така ги презентираме нашите активности. Особено се надевам дека во иднина и уште подлабоко ќе продолжи соработката со АБИТ која веќе ја започнавме, за да можеме на ваков начин да излеземе во пресред на сите потенцијални и заинтересирани лица од областа на финансиската едукација. Ви благодарам уште еднаш на овој настан, го поздравувам и ви честитам успешна понатамошна работа.